Здраво на сите! Денеска во видео ќе кажам најдобра вежба за вежбање на рамо, оверал, како и од каде е таа најдобра, зашто е таа најдобра, барем по мене и по некои други попознати личности. А кога мислам на попознати личности, во видеото ова тука, погледнете го, каде со Кевин Леврон ми кажа нешто што не беше снимено, мислам дека во клипот, и затоа ќе направам цело едно видео базирано за тоа. Вежбата што се работи, која он ја кажа дека му помогнала да направи онакви 3D јаки рамења, е Behind the Head Shoulder Press на Smith Machine. Така денеска ќе направам таа вежба во видеото и ќе ви кажам што резултат сум добил, како ќе успеам да го снимам тоа, не знам, пошто ми се изгуби триподот. Денеска треба да вежбам и нозе, а кнапсам со време, така да ќе видам што ќе иде прво, како ќе иде тренингот, што ќе се направи, за се тоа ќе кажам после овој вовет, што ќе успеам од теретана да снимам, тоа ќе ставам во видео. Нека биде ова bigger by the day и се надевам ќе уживате и научите нешто ново. Ајде да кажеме во подобра светлина нешто повеќе за вежбата. Како што реков, многу со време, автобуси е многу лошо. Не дојдоа, па некој дојде, па ме оставија кај што не треба. Шоферите пцуја. Нема ли гориво, нешто едно друго, политики вртеа тука, Камедонија теми. И да не должам и да не вртам лево десно со темите. Behind the Head Shoulder Press на Smith Machine. Вежба која зафаќа задно рамо, средно рамо, исто како и многу мал дел од предно рамо, да не се лажеме. Да не се лажеме, бидејќи при правењето на самиот мувмент, сепак кога исправаме и креваме горе, погаѓа предно рамо. Денеска тренингот за рамо што го правам еднаш неделно како и сите други, ќе биде изгледа составен само од lateral raises и нели вежбата која е главна тема на денешното видео. Покрај тоа ќе се обидам за нов PR на squat или барем некоја јака тешка серија. Видим и тоа како ќе се одвива. А како што кажав, некој објаснува за како се прави вежбата и која е најдобрата корист после самово изведување. Намерно нема музика, да пробам да го објаснам самиот мувмент и движењето. Значи не знам како ќе иде овој voiceover, пробам да биде согласност на трите видеа, така да не губиме од времето, да објаснам. Behind the Head Overhead Shoulder Press ја гледате на Smith Machine. Зашто кажав дека опфаќа и предно рамо малце, бидејќи горе, кога го заклучувам мувментот, со исправените раце, тука се активира предното рамо и со поспора контракција надоле, како што може да видите, мислам на последниот сет, тоа е повеќе изразено, додека кога е шипката доли позади глава работи задното рамо, средното во palm range of motion, додека се иде во отказ, има одличен ефект и пумпата само од оваа вежба на рамото можам да кажам дека е одлично задоволен. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let... Ево го завршувам денот од после снимањето. Како што може да видите во маичката од Кевин Леврон. Мора посебен крај за ова, зашто? Поради тоа што, како што кажав на видеото што го видовте и верувам поголемиот дел од вас го имаат изгледано, Кевин Леврон поставено му беше прашање која беше најдобрата вежба што ти помогна за 3D рамења и он кажа таа што ја видовте во ова видео. Вежбата само по себе е една од појаките за рамо, потисок. Се пошто една Smith Machine, некои луѓе ќе помислат дека е лесно, ама не е лесно кога ќе ставите по 30 кг од двете страни, кога ќе го заклучите мувментот позади глава, па ви е страв да не ви пукне рамото или нешто слично, ама тоа доаѓа многу ретко. Онака кога мислам многу стварно, како седмица на лото, ете. Објаснив се што требаше да се каже за мувментот во овој оверлей што го видовте. Се надевам нешто научивте од видеово, оставете лайк, шернете го, субскрајбнете се на каналот за повеќе едукативни видеа. Зашто нема толку активни видеа на овој период, иде колоквиумска недела, па ќе дојде и семестар, ќе видиме што ќе се случува понатака со факултетот
и не знам, се надевам ќе успеам да одржам некој темпо за видеа и да смислам што подобар контент за вас. Тоа беше тоа, се гледаме во некој нареден.